39-годишниот возач кој вчера го усмрти со автомобил 78-годишниот велосипедист на пешачкиот премин кај мостот Гоце Делчев е на 24-часовно задржување, а МВР најави дека ќе достави до обвинителството кривична пријава по брза постапка. Бројот на сообраќајки со жртви ќе се намали со воведувањето на системот Safe City, што според Министерството за внатрешни работи треба да стартува од 1 јануари 2026 година. Од МВР велат за 2 месеци ќе ги имаат сите влезни параметри за секое возило, односно од 1 јануари 2025 до крајот на годината и потоа почнуваат со целосна документација. Казните за сообраќајни прекршоци ќе се испраќаат електронски, а за посериозни прекршоци ќе следува судска постапка со можност за забрана за управување со возило. Сообраќајниот прекршок ќе биде документиран со соодветни технички средства и уреди за снимање, при што сопственикот на возилото ќе биде известен за сторениот сообраќајен прекршок. Од МВР за Канал 5 потврдија дека во пробните тестирања на системот има поразителни бројки во делот на непочитување на сообраќајните правила. Во рамки на пробните тестирања на системот на 3.11.2025 констатирани се вкупно 127.161 прекршок, од кои за возење со брзина поголема од дозволената 125.762 прекршока, додека за минување на затворен сигнал црвено светло констатирани се 1.399 прекршоци. Се уште трае судскиот процес на Слободан Ангеловски кој загина на истото место на пешачкиот премин во јануари 2022 година. Од одбраната на фамилијата на загинатиот објаснуваа дека досега предметот се одложува преку 10 пати, имале само 5 рочишта. Долго очекуваното вештачење е пристигнато и до двете страни. Денеска повторно беше одложено судењето поради неприсуство на одбраната на обвинетата.